вчера беше последниот ден за отварање на откупот за тутун и во моментов се отворени сите ваги постоечки, што ги има пријавено 337. Значи до вчерашниот ден се купени 11.370.000 килограми тутун, што е за мене задоволителна, значи големен интерес за предавање на тутун. Динамиката е доста голема и кој мислам дека дневно се откупува по 1.200.000 килограми тутун. Тоа значи дека за неполни 10-15 дена дека сувиот тутун ќе се откупи, односно 18-19 милиони ќе биде откупени до почетокот на новата година. Тоа значи наполу е дојде на откупот, зошто таква динамика, како течи цената? Па динамиката е зголема, али тоа што тутун производителите се задоволни од самиот начин на купување на тутун. Се купува сето на прва класа, во моментов не се одбива кало. Просечната цена е 420 дена, односно на вкупната сума количини што се купени е 419,86 денари просечна цена. Со ова цена се задоволни тутунопроизводителите и тутуно сака да си го преда што поскоро и да дојде до заработените пари. Дали ова значи забрзана динамика дека и откупувачите бараат да го приберат побрзо тутунот, оти нема доволно колку што планира, што се случува? Веќе половина би рекле според вашите проценки? Да, половина веќе купен е тутун, но и проценките се, нивните се проценки мислам дека се грешни, најточни беа нашите проценки околу 22 милиони и сега трката е кој побрзо и подобар квалитет да се купи. Дали откупните компании се задоволни од она што го примаат како тутун, како производство, има ли некакви забелешки од нивна страна и тутунарите дали се задоволни, им се враќа тутун, каков е? Па во глобала задоволни се и компаниите и тутун производителите. Нешто се враќа, тоа што е влажно, меѓутоа кажано на тутун производителите да го остават после нова година влажниот тутун, така и тој ќе се купи. Значи нема да остане некупен тутун. Приметби од компаниите немаме, се задоволни, за разлика од ланската годинава е значи посредено, поквалитетно купувањето на тутун, така да и нивниот интерес е запазен, меѓутоа главната цел беше тутунарите да бидат задоволни. Има ли шанси? Зависно од компаниите, исплатата оди од 2 до 5 работни дена. Зависи која е компанија. Меѓутоа исплатата оди без застој. Според печатокот, откупувачите не се заинтересирани за зголемување на цената. Има ли шанса да се зголеми? Откупувачите никогаш секогаш сакаат да купа поевтино, меѓутоа ние не ги оставаме тоа, почнуваме одма после новогодишните празници да седнуваме да ги договараме цените за новата реколта. Дури ги договориме на овите реколти, на цените за новата реколта, нема да дозволиме тутун производителите да склучува договори. Значи овој пат ќе излеземе со јасен став. Одговара цените за склучување на договори или не одговара? Рековте дека ќе барате ретроактивно да се исплати околу оние количини што биле враќани како биток и така натаму, дали како сојуз нешто планирате со ова да побарате од компаниите да им се исплати? Или поинаку речено е, од тутунарите велат почетокот има, кога им откупуваат биток, сега нема, што може да очекуваат? Тоа е работа на самите компании. Ние на старта кажавме дека се согласивме до максимум до 3%, значи од 0 до 3%. Меѓутоа компаниите видеа дека сега тутунот му треба и го бара и почна да купува со 0 кал. А оние што го предадоја кај што имаше одбитоци, ќе може да се надеваат на некоја доплата? Тоа беше кажано само ако се зголеми првата класа дека компаниите ќе го надокнат, а останатото она што ако се купуваше со 5-6%, тие што го продаде со 3%, како ќе реагира овие новите. Значи тоа остануваме на компаниите. Наша цел е да ќе спомниме секако за ако има можност за такво нешто, меѓутоа тоа е одлука на самите откупувачи. Сега го работиме Тоа се зборува секоја година како здружение, не само од вас и пред вас и така натаму. Значи никош тоа не се успеало да се постигне. Значи сега сме цврсто решени за тоа да го внесеме. Години уназад
беше и тоа законско решение. Значи без дозвола, без подпис на Сојуз на тутунски здруженија да не може да случува договори. Значи сега инсистираме, имаме поддршка и од самото министерство за да го вратиме стариот начин на договарање на договори, односно без подписот на Сојузот да не може да се случува договори. Значи таа е ние главна цел да го вратиме тој начин на подпишување на договори. Имате шанса да го направите? Имаме шанса, ради тоа што имаме поддршка од Министерството, од владата, така да не оставаме судбината на тутунарите само на откупувачите, него и представниците нивни што се да има главен збор во самото стварување на правата на тутунопроизводителите. А што е потребно за законски измени? Законска измена, да, законска измена. Треба да се отворена е да, тоа и го работиме законот, значи во покрај што се откупува тутуна, значи ние поново групата што работиме законот го работиме. Добар ден, јас сум Ристо Џамбазов, производител на тутун од Прилеп. Колку донесовте, како поминавте? Па до сега имам донесено околу 1500 кила, имам уште назад за носење тутун. И? Генерално сум задоволен, макар да на почеток имаше нешто што велиме народски повуци, потегни, али сето тоа отприлика се нормализира. Сега мора да кажем, тутунарите се надеваат на некои си 2-30 денари, плюс во тоа не се успеи од X причини, али генерално сме задоволни и од откупувачите. Дали вие како тутунари сметате дека треба да се врати стариот начин на договарање за цените за тутунот и да има повеќе контрола на терен како што беше порано? Во секој случај, јас не знам точно тоа како би се изведило, дали производувачите би требало да игра некоја си улога во формирањето на цената. Апсолутно, тоа е повеќе од јасно. Сегашниот откуп е прибедејќи јас сум помал производител, по-квалитетен, други не го зема по неквалитетен, например, иста цена. Јас не бех го давам се тутуно за ова класа прва, например, првава класа или ко трета класа, нека го цена на класи, нека биде 25 денари, а не да биде исто, секој не можува тако трути за тутуно. Што мислите дека треба да се направи? Треба да има ценовник по класи. Треба да има реална откупна цена. Не програмирано, како што е за тутун закона. А кој треба за тоа да се избори? А види, ние овде нас не дава можност на производители, одбира сами повереници, како ќе му рече така диктира. Како треба да се направи? Како треба да направи, треба застани државата, не само откуп, а државата е прибедејќи треба да се формира поново дружение, независни од тутунопровие откупувачи, тутанари беше се. Представете се. Јас сум Ацена Умовски од Варош, иначе Колку Прилеп. тутун садите? Јас садам 5 декари тута. И минативе години споредено со годинава како беше откупо или нема некој? Јас немам почнато и да одам сега прв пат излегувам од го пеглав тутуна. Ќе видам како оди откуп. Откупо води го прва клас, па до тони повладам заедно. Ме прилечим не смееме да садиме тутун без склучен договор. Затоа сме принудени напролет договори склучуваме без разлика дали цена има или нема цена. Тоа треба да се земи во обзир. Оти не е слободен тутун. Тутунов е под заштита на државата. Тоа треба да се воведе, еве тутун. Морам, ако садам ќе ме затвора, ќе ме казна. Не е воведена.